46-тиот председател на Соединетите држави ќе ја преземе функцијата во среда, точно напладне. Пред него има многу предизвици, пред се справување со пандемијата и економијата, но и надминување на длабоката поделеност во американското општество. По насилствата во Конгресот досега не видено обезбедување во главниот град. Америка останува поделена, а граѓаните од источниот до западниот брег се загрижени во пресрет на инаугурацијата. There are a lot of people that are Donald Trump supporters that are madder than a nest of hornets. You know, they're dangerous. I don't think they're going away. Поддржувачите на Џо Бајден велат дека противниците уште од старт ја поткопуваат улогата на новиот председател. Constantly trying to say he's an illegitimate president. And I mean that's just the start of his term. Други пак стравуваат поради прогресивните политики на Џо Бајден. Yo espero desastres económicos, políticos y sociales por una razón sencilla. Es socialista. Има и такви кои велат дека председателот мора да биде почитуван без оглед за кога станува збор. I hope he does great. He's our president now, so just as I respect the President Trump, I hope Joe Biden does the best for America. Најголем предизвик за новиот председател ќе биде токму тоа, премостување на длабоката поделба во американското општество. I'm hoping that Biden could bring the nation back together. I'm hoping that he could. There's so much, I guess you could call it political segregation. It's a mess. I don't know how they're going to fix it. I hope they can. И додека земјата се подготвува за новиот председател, Конгресот продолжува да работи на отповикување на актуелниот, иако до крајот на неговиот мандат остануваат само 5 дена. Со 232 наспроти 197 гласови, представничкиот дом изгласа импичмент. Поддршка дадоа и 10 републиканци. Постапката сега се префрла во Сенатот, каде исходот е далеку од извесен. Законодавците ќе бидат зафатени со Доналд Трамп во првите денови од мандатот на Џо Бајден. That'll be unfortunate for Biden and unfortunate for the country, mostly because the one thing we are all waiting on is we're waiting on getting money for COVID-19. Во анкета спроведена на национално ниво, 56% од регистрираните гласачи рекле дека сметаат оти Доналд Трамп е одговорен за насилствата во Конгресот. Нешто над половината од нив велат дека тој треба да биде отповикан. Постапката за отповикување на Доналд Трамп ќе продолжи и по завршувањето на неговиот мандат. Доколку биде успешна, тој ќе добие доживотна забрана да извршува федерална функција. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.